студиото на Здраво Македонија. По 9 часот се дружиме со Кире Михајлов, заменик министер за шумарство, ликовниот уметник Томас Димитровски и Дејан Пауновски, онлайн ментор и нутриционист. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад во студиото, почитувани гледачи. Добре дојдовте за сите вие што можеби малку подоцна се вклучувате на Канал 5 телевизија. Кратко потсетување на тоа кои ќе ни бидат гости во студиото и еве ги тука направивме една одлична комбинација, некако во машко друштво. Јас и Александра ќе бидеме, ама не се жалиме, гостите не се доста интересни, имаат многу што да кажат. Ќе ги запознаете малку подобро од една друга перспектива, можеби ги знаете нели од социјалните мрежи, можеби од телевизиите, од гостувања, од портали, од подкасти и така натаму. Меѓутоа, еве ќе ги, како што спомнав, ќе дознаете многу повеќе работи за нив, можеби негде каде што не кажале нешто за себе. А затоа сме ние тука да ги прашаме некои интересни прашања, да започнеме од човекот кој што седи веднаш до мене, кој што е прв пат овде кај нас во Здраво Македонија, Томас Димитровски, човек кој што ние го најавивме како ликовен уметник, меѓутоа човек со многу професии кој што ќе се ги каже во емисијата. Томас, баш ми е драго што дојдовте, добре дојдовте. Пред себе добро нашли и еден голем поздрав до сите гледачи на Канал 5 и убаво утро на сите и посакувам. Убаво петочно утро. Петочно утро, да, и пред викендско расположение. Така, најубаво, некако во петок мислам дека сме сите порасположени, за разлика од понеделник. Гостите во понеделник и гостите во петок, веруваме, има многу разлика. Па има зошто да се радуваат, после тоа се оди на викенд или на одмор. Да, или дома спушташ ролетни и серии гледаш. Добро, и едното и друго. И едното и друго. Во мојот свет тоа не постои, затоа што понеделник и сабота и недела не се разликуваат. Денот за инспирација не ми значи дали е понеделник. Има многу професии каде што не се прави разлика, дали е викенд или работна недела. Дури на викендите највеќе работам. Викендите ми се многу гужва. И не ги обожавам викендите. Значи, вие се молите понеделник да дојде да одморите? Па, недела, не знам дали е тоа поради причината некој бебе, верска некоја, но стварно недела е еден ден кој што ништо не се работи. Некој внатре не чувствувам, но затоа понеделникот и крајно вторникот ми е така... Продуктивен? Не, одморски. Значи, за вас викендот е во сред недела? Од петок? Од среда до сабот. Добро, интересна комбинација сте се направиле. А веднаш до вас е господинот Киро Михајлов, заменик министер за шумарство. Господине Кире, добре дојдовте и вие кај нас во Здраво Македонија, баш ми е драго што сте тука. Добро ве најдов, ви благодарам за тоа што еве ќе дозволите на гледачите да се представиме во едно поинако светло од тоа што нели го знаат за мене. Инаку слушајќи го еве мојот колега кој што седи до мене, така интересно и си се вратив, нели викам, викенд како викенд за сите треба да биде викенд, меѓутоа јас откако сум во шумарството, некако секој ден е затоа што знаете дека генерално се бачкаме со пожарите и тие не знаат за ден, за викенд или ден ноќ, така да за нас буквално не знаеме во текот на овој ден што би не очекувало. Меѓутоа ете генерално за поголем дел од граѓаните, петок како петок, веќе во они поодминат ден, дел од денот претпоставаме дека е интересен затоа што знаат дека доаѓа викенд, нели, како што рековте, сабота, недела, одмор и така. Психички сме порастеретени некако. Генерално да. Инаку тоа мислам дека колку различни, мислам затоа сме сите различни луѓе, колку различни ставови, различни професии, различни животни приказни. Токму така, знаете нели, едно е тоа што го планира човек сабајле, а друго е тоа што во текот на денот ќе излезе. И животот самиот по себе е тешко да се планира. И не треба да се планира. Желбите се многу, на кое што реално го реализираме релативно помалку од тоа кој што го имаме како желба, нели? Да, токму така. Имаме уште еден гостин, тоа е Дејан Пауновски, онлайн ментор и нутриционист, многу познат како Пакиграм, сакав и тоа да го спомнам затоа што е доста активен нели на социјалните мрежи, не верувам дека некој има кој што не го знае. Како да те викаме, Дејан или Паки сега? Јас затоа што Паките знам и сите луѓето знаат Паки, па да си прашаме дали Дејан или Паки да. Како ти е полесно али Паки? Паки, јас сам себе се викам Паки. Јас не сум Дејан. Така да, јас не сум Дејан. Добре дојде во Здраво Македонија, како е за викендов кога? Дали постои всушност викенд во оваа професија или секој ден е исто работен? Пред се фала многу на поканата, голем поздрав до сите што не гледаат, што не слушаат моментално пред телевизија, во кола. Поздрав и до цела екипа тука. Викенд кај мене
мислам дека како кај нив и кај мене нема викенд. Спортов не познава за ден, за сабота, недела. И во однос на работа со луѓе и во однос на моето вежбање исто ми е понеделник. Дури и понеделникот ми е најлабав. Викендот ми е Значи како Томас полн исто. со агенда за вежбање и работа со луѓе, така да исто ми е секој ден ми ист. Така. Од една релаксирана тема, Елена, да отвориме темата која ја зборувавме со гледачите за реконструкција на влада, бидејќи имаме министер на средина, заменик министер на средина. Заменик директор, Така, заменик директор, извинете, па испоменавте дека сте биле во Струмица, каде што и говорот на господинот Мицковски сте го слушнале во живо, па бидејќи граѓаните има многу поделени мислења и коментари на темата за реконструкција, кој е вашиот коментар? Ето, од првиот ред во Струмица до денеска на нашата тргназа. Така. Видете, во Струмица пред завчера имавме еден прекрасен настан, би рекол, настан на кој што доста луѓе беа присутни. Меѓутоа конкретно на прашањето, мојот став во однос на функциите е следен. Секоја функција е менлива и милнива. Така да и сметам дека е здраво да на одреден период се менуваат луѓето, затоа што видете и да бидете најдобриот, мислам дека народот некако се заситува од нас. Пред се затоа што, еве, спомна и Паки, и Томас, во 21 век некако сите сме многу присутни во етер, без разлика дали е тоа на социјалните медиуми, дали е вака на телевизиите, како и да е. И генерално мислам дека сме многу блиско до луѓето, за разлика од минатото, кога добар дел од луѓето биле и недостапни за граѓаните, буквално не ни знаеле што прават, за да сега, нели, конечно, буквално не знаат од сабајле до вечер кој што прави. Така да, тоа не значи дека ако некој добро си ја работи работата, дека треба да биде тргнат или како и да е. Меѓутоа, треба да се даде можност и на други луѓе кои што сметам дека ќе допринесат да се промени, нели, состојбата. Сега, најави премиерот дека ќе има реконструкција, каква ќе биде таа, во кој обем, не знам, затоа што не сум дел од тој преговарачки тим. Пред се мисли со коалиционите партнери, а внатре во нашите редови во партијата искрено нели не знам што ќе се промени, меѓутоа што и да е, ете ние сме тука да одговориме на задачите кои што ќе ни бидат дадени, како и овие кои што не се дадени до моментов. Јас како заменик директор во изминативе 2 години искрено за мене мислам дека покажав една промена, еден континуитет на нешто кое што треба секој еден функционер да го работи. Сметам дека се вложив повеќе од доволно, иако нели никој пат не е малку, секој пат може повеќе, меѓутоа согласно можностите, ресурсите, она кое што сме го имале на располагање, мислам дека дадовме многу и она кое што е најбитно за мене е да тоа што на граѓаните одблизу им покажавме што значат пожарите за Македонија. Каква штета тие нанесуваат и сето она е поврзано и со спортот, со здравието на луѓето и со се останато, буквално со нашето живење, затоа што неретко гледавме и во Скопје граѓани кои што се собира и протестираа за чист воздух, протестираа за здрава животна средина, а ова е едно со друго врзано. Така да, нели, скокнав од темата реконструкција во овој дел, меѓутоа ги претпоставам дека го немаме целиот ден на располагање. Да, ќе ве вратиме и на пожарите секако за тоа што нели убаво беше да се спомене темата директно од бидејќи споменавте дека сте биле присутни во Струмица, така да Јас сум од Струмица и бев еден од оние кои што беа вклучени директно во организацијата на настанот. Инаку во моментов сум на одмор затоа што добар дел од граѓаните знаете ќе почнат да пукаат после ова, не оди на работа, си го работи тоа, меѓутоа вие денот за одмор го искористивте за гостување во утринската на здраво работен ден, ова е работен ден. Да. Убав одмор. Да. Така да. Пред камерите. Благодарам што дел од одморот еве ми го направивте релативно поубав. Супер, ви благодарам и вам. Баш ни е драго што е тоа така. Навистина имаме многу различни теми сега некако можеби ќе се најдеме во да се поиме во темите, меѓутоа еве би сакала и пак и да го прашам нели секој пат кога имаме на пример фитнес тренери, вака сега лето, нели сите сакаме да изгледаме топи фит и сето тоа, на некои луѓе им иде тешко, на некои луѓе им иде лесно. Меѓутоа јас сакам да знам пак и затоа што многу луѓе се фрустрираат, на пример има луѓе кои што изгледаат нели послабо, еве да кажеме, многу јадат и не се поправаат и ние сме сите како, а имаме луѓе кои што се нели погојазни, покрупни, кои што навистина многу внимаваат на исхраната и никако да ослабат. Што се случува? Зошто е тоа така? Затоа што навистина се ова некогаш фрустрација. Ти броиш, мериш, пазиш и ќе видиш некој кој што јаде сендвичи кој што изгледа топ.
Да, има баш така. Работам со таква категорија на луѓе кои што се жалат дека премногу јадат, а не качуваат мускулна маса, премногу се слаби. И оние луѓе кои што викаат дека ништо не јадат или премалку јадат, а се им се лепи. Да. Најчесто тоа да, вода да се напиеш ке се залепи за Да. тебе, мислам за мен. Па добро, ти си дел од ние сме правиле мој. Тоа е секако и како организам, нели мислам Не, дека. па не, најчесто е погрешна перспектива и начин на размислување за себе. Многу луѓе мислат дека многу јадат, зборам за оние послабички кои што сакаат да качат маса. Аха. Всушност не јадат доволно за нивниот BMR, нивниот базален метаболизам, треба да е со повисока калориска дневна бројка. Они јадат помалку, меѓутоа можеби јадат во одреден дел од денот еден ударен поголем оброк, премногу јадат, а они мислат дека тоа е доволно, но не доволно за нивниот да се преде нивниот суфицит. Така да и тоа е погрешна перцепција, а има некои кои што стварно многу јадат, но и имаат многу излез на калории, многу трошат. Дали свесно или несвесно, може да се свесни калории од кардио, можеби претеруваат со кардио, можеби имаат многу индиректно потрошени калории несвесно од типот на темпераментни луѓе кои што многу мрдаат, многу гестикулации, многу брз од и позадински многу фактори хормонални се во прашање. Ете, висок тестостерон, хормонал раст, кои што во позадина мелат калории буквално, они не го знаат тоа и затоа не им се лепи, да кажам, калоријата толку. Додека оние кои што се погојазни и мислат дека малку јадат, они јадат премногу или пак затоа им се лепи, нели, им се лепи се, или пак можеби им имаат премногу симнато оној базален метаболизам. Базален метаболизам, да кажам за луѓето што не знаете, оној збир на калории, дневни бројки кои што телото ги троши во мирување. Колку нашето Значи тело, не мораш ништо да правиш, само тоа што дишеш, што трепкаш со очите. крвоток, размислување, дишење, размена на материи, дигестија, Телото спиење, троши. heart rate, телото троши одредена бројка, дали се тоа 1000 или 2000 калории, тоа највеќе зависи од мускулната маса, од хормоналната положба, од енергијата, дали имаме годините, пол, килажа, меѓутоа мускулатурата е доминантна на оваа тема, кој ќе е нашиот BMR, базален метаболизам, зависи од мускулатурата. Што поголем процент на мускули имаме, толку повеќе телото е печка за калории, едноставно издув на калории има, дури во мирување. Така да тие луѓе кои што се гојазни, а мислат дека јадат малку, а не слабеат, најверојатно или го имаат исклучено дневната активност, премногу малку трошат, па затоа телото е пасивно и базалниот им опаѓа, или имаат изгубено мускулатура, затоа телото лесно им лепи масти, или хормоналните бројки им се многу опаднати, или пак супресирани. Можеби имаат голем стрес, висок инсулин, па телото е многу склоно кон масти. Многу ретко некој да кажеме дека генетски се дебелее. Такво нешто речиси и да не постои. Позадински фактори има многу бројни за да се рече дека некој генетски е гојазен. Речиси и невозможно. Сакам да прашам зошто многу луѓе мислат дека е тешко да се ослаби, затоа што на многу луѓе им е стрес. Кога кажеш диета, тоа заборави. И некако го сваќаат тоа дека е комплицирана работа. Бидејќи даваат отпор кон процесот заради некои претходни или надворешни трауми. Имаат аверзија кон процесот бидејќи може да видиме, сега живееме во дигитална ера каде што гледаме секојдневно секакви диети, секој промовира екстремно ригорозни диети и многу е лесно човек да проба некоја диета која што за него е многу тешка и хорор. И тие луѓе имаат лошо искуство со некоја претходна таква диета и имаат отпор кон процесот. Самиот збор диета како етикета е многу тежок. Диета не потсеќа на нешто тешко, мачно. Забрането, на нешто забрането. Ти треба да јадеш нешто можеби што не ти се јаде, а тоа сладкото ти е забрането. Да, не потсеќа нешто грдо и неиздржливо на долг рок. Така. Додека затоа јас со моите клиенти пред се работам на да им се смени на тоа, да им се смени начинот на размислување и доживување на поимот диета. Да го сватат како лајфстайл, како нешто вкусно, убаво и комфортно. Ако го сетираме така мозокот да размислува и да функционира, можеме цел живот да сме на диета. Не е тоа диета, туку е начин на живот и едноставно се иде така лизгаво и убаво, глатко, да. Али претежно се трауми од некои претходни искуства и затоа имаат аверзија. Луѓето фактички сака да се осеќаат добро, убаво на дневна база со убава храна и затоа неќе да се скратат од тоа задоволство, па затоа ако им го земеш тоа малку задоволство, они не го даваат и викаат подобро да сум гојазен и среќен, знаеш она отколку да се скратам од ова. И тоа е многу токсично на долг рок, многу нездраво, но ете, некогаш бираме задоволство наместо здравје. За жал. Секогаш препорачувам да не се одбира, да се одбира наместо краткорочни задоволства, да се одбере долготрајно здравје.
Браво, да, тоа е супер. Томас, дали некогаш бил на диета, како е со храната, исхраната? Да му најавам на Слободно. паки да не ми избега после емисија, мислам дека треба да се видиме на кратко, затоа што дека имам некоја калорија вишок, па Значи јас дојдов тука за да фатам клиенти. јас да си кажам за другиве не знам. Ке те среди Договорено. пак и ич да не се секираш. Томас, каков е вашиот однос со храната, со оглед на тоа што вие кажавте немате работно време и имате многу професии за кои што ќе зборуваме, меѓутоа нели викаме храната е отров, храната е лек. Еве, кога и тука е пак и за нутриционизам, баш Имам прашање. Имам прашање Ајде, после те молам, после како емисија. генетиката не врши работа. Мојата сопруга јаде дупло повеќе од мене, а е слаба, а јас како голем човек конзумирам релативно малку храна. Релативно малку. А инаку јас сум еден од бившите луѓе кои што е поминал многу време у теретана. Едно 15 години активно ми дојдов до проблем со коските, со коленава и прекинав и сега имам мое спортување, дневно пешчам 10-15 километра без пауза, без не се ни прашувам. Денот мора да ми почне утринско со пешачење. Браво. И кога се збори за исхраната, ако правиме мувет, јас и бев на овие квантна медицина, ми кажа која од храната е здрава за мене и сега јадам и тоа, например, благото, јас стално го тврдам, лично го тврдам, дека мене тие јаглено-хидратати, дури вештачки од шекер, не ми делува врз мојата линија, но ми е нужно за мојата интелигенција. Значи, јас нема шанси, дури дечињата што ги учам на час кај мене, првото што влегуваат внатре се става благо, мора да се почне часот со облачко. Оф. Да, но концентрацијата е битна ради шекерите. Дури ја имам некоја моја теза дека на мои 52 години ме прашуваат многу жени да не ставам ботокс, дека заслужно за тоа е шекерите. Тие си прават некои масти кои што ми го обликуваат релативно лицето да е мазно, но сепак мора да го држам тој баланс да биде тоа и да се троши. Најлошата работа е кога за мене, тие моментално 15 километра, синоќе во 12. И од 10 саатот до 12 пешече цело Скопје. Вие можеби така трошите паки, која има некое објаснување сега за Колку ова? шекерот влијае на изгледот Долга е на темава, тема, може после да збориме. Кажав дека темата е твоја. Да, многу е долга баш. Влијае ли шекерот на визуелниот изглед и на... Да, многу лошо влијае, премногу. Лошо влијае на господин Добро, Колку години сте? Јас 39. На 52, ако се сретнеме дека сме... Многу, дај Боже. Инаку Многу шекерите фактори кои ги немат, например, јас Не. го знам во теретана, пред вежбање, пред надпревар, кога не јадат воопшто шекери, сите тие билдери се толку остаруваат. Не, од друг фактор се остарувано од дехидрација. Дехидрација, меѓутоа може да се одбере шекер, меѓутоа многу квалитетен извор на шекер. Има разлика јаглен хидрат сложен прост, затоа викам долга е темата. Навистина е Али само на кратко ќе кажам, може да одберете шекери кои што се идеални за вашата креативност, за вашата продукција, интелигенција, природни шекери, постојат сложени јаглен хидрати кои што ќе дадат многу подобра енергија и буст на расположение, отколку простиот шекер вештачки, тој само ќе го крене периодично допаминот и драстично ќе го спушти, исто така инсулинот, ќе го потегне кортизолот и телото ќе има многу повеќе стрес и ќе старее, бидејќи шекерот ги храни сите болести, од канцер до дијабетис. Затоа викам долга е темата. Супер е тоа што пешачите многу долго, тоа е одлично. И тука го санирате малце проблемот, па го маскирате проблемот. Иначе да се оставите само со шекери од лош извор на шекери, тоа би било драматично. Например, мене ми е сега пример, керката ми студира музичка академија од дете со надпревари. Значи стриктно самиот професор и вели дека пред надпревар 100 грама чоколадова. Може да е тоа урми, може да е суво грозје. 100 грама чоколада. Беше Затоа викам долга е темата многу. Затоа што ја држи концентрацијата да Концентрацијата е доведена до тамо ради допаминот, а допамин може да произнесеме од други извори. Чоколадото нуди допамин, да, али имаме многу поздрави опции за допамин.
и концентрација, така да Да. Која генерација си ти? 87-ма. А ти? 79. Тука си некаде близу. Не одбрале така се. Да, не одбра така. Школски. Школски другари, да. Поентава, еве, сите овие хормони што се случуваат, сите што ја кажуваат, има пресек на телото на 50 години, да видите дека хормоните не Добро. ви работат. Ако не стигнеме. тренирам, ако нема спорт. Жените Најпоше да стигнеме. посебно, да. Точно, има пат ако нема спорт. Ако има спорт, сите тие бројки се менуваат. Па, вие само по природен пат тестостерон намалувате и серотонин и директно тие се најбитни. Например, тестостеронот не се гледа како некој дека е за сексуалност. Тоа е и за либидо, тоа е за бизнис, за се е битно. Да не зборуваме за сексуалноста на 50-тата сакам или да кажам, сакате да. таа тема да Зашто, мали Александра, зашто да не зборуваме? Човекот не го скратува, се сака да си Да, каже. да. Ама не, обично тестостеронот така го врзуваат дека е, но стварно е битен за либидо. Да. Тома, сакам да ве прашам, вие ве најавме како ликовен уметник, меѓутоа вие сте и моден дизајнер, мислам и од она кој што разговаравме на телефонот, имате доста поминато информација која што е доста интересна за гледачите кои што можеби не ја знаеле. Вие стоите зад креациите на момците од Next Time кога ја представуваа Македонија на песна на Евровизија. На Евровизија во 2009 во Русија. Во Русија, да. Кажете ми, со што прво почнавте? Со моден дизајн или некако со сликање? Јас сум по професија моден дизајн. Аха, Ја не тоа ви е сум професија. Да, ја не сум Едното со другото испреплетено. испреплетено, да речеме, тоа е, јас овој дел од талентот сум го поседувал како школа, затоа што кога треба да правам некој модел, ја директно цртам и инаку не можам да го направам ако не видам кај се спојуваат сите тие линии. Но, еве кога збориме сега за годините, сега сум во овој На свет. Тие времето. начна темата. Јас во ликовната уметност сум влезен ради мир. Браво. Значи, ја од бизнисмен се имам собствен бренд, Тома Стил. Од бизнисмен се префрлив во уметноста. Во овие години на мене мирот ми е нешто најскап. Мислам дека и тоа е една од причините што вака. И што изгледате вака, психолошката состојба Затоа што Томас. спомна да ни дека стресот е оној кој што генерално да. влијае на Старе, многу бе. работи. Сите се бориме за мир. Да. Коренот на сите се што правиме е мир да добиеме. Ама стресот и физички не остарува. Премногу, да. Да, тоа е најбитно. Дефинитивно. Тој прави сосема друга личност со сите. Стресно ли е да се биде бизнисмен и да се биде изложен вака во Македонија, да се работи со многу приватен луѓе? бизнис. Посебно во Македонија, за малку пари тражат многу квалитет, а никој не го плаќа. Уште пожално, не го плаќаат. Македонија е најтешка за мене за бизнис. И сега да не звучам песимистички, ние сме најмалку го вреднуваме своето. Зошто е тоа така? Кога квалитетни имаме луѓе? Еве сега да ви кажем пример, мојот бренд зошто престана. Значи ја вадам некој модел, мојата специјалност беше машка колекција, машко само работев. Многу малку остана во Македонија кои работат исклучиво за мажи. Да не ги набројуваме сега, но навистина се бројат на речиси една рака. На речиси една рака. И дури и тие ги нема. Престана затоа што ја кога ги извадам некој модел, например, се сеќам со спуштено седло, панталона или тренерка, ми се смее цел град. И кога ги нудев у дуќаниве робата, од каде ова? Или кога измислив тие некои маички со кинати, јакички со кинати. Сега тоа е тренд. Тоа е тренд, ама реплей го пушти, овие пуштија најспуштено седло и сега браво, тоа е многу убаво. Ама во модата се вели кога го пратиш времето веќе касниш. Колку е треба да ставиме светска етикета за нештото да биде посакувано и барано во Македонија? Колку доколку е произведено од Македонија, за жал го нема светскиот призвук, некако не си го цениме. Не е ни призвукот, ние сме желни да не е купено у Македонија. Значи ќе ставиме бензин во колата, ќе отидеме во Грчка во Космос, ќе го купиме истиот производ, ќе збориме 5 евра бил поевтин, а тука е и данок треба да платат дуќани. Мислам сега ова да не изгледа, ама ова е реално. Така е вистината. Така е. И јас сум имал една огромна проблематика кога нудам робата во дуќан со некој од дуќаниве. Тој не ја ни гледа мојата одговорот, јас не сакам македонски производ.
Зашто ај политичарите да ги прашаме, нели се бориме Кире, Македонија, ставете на Тебе и македонците. тебе ако те потфатам, кога беше, еве сега еден пример кога беше најубавата маркетинг трик беше со сонцето и ден денеска. Купувајте македонски. Знаете ли што беше? За луѓето кои што има фискална каса, македонски производ плаќаа 700 денара месечно. За фискална 700 денар, мезо да е олеснително, Нешто да биде без без Да дури се да плати. му спонзорирате, да субвензионирате, тие плаќа 200 евра Ти годишно. збориш за еден период во кој што генерално може би јас не сум бил толку активен и во политика, па и Не зборам се, само има нека логика. видете, Да го има, помислите убавото нешто од таа Али кампања тој е многу убав. Факт е Купувајте дека- македонски производ. Факт е тоа дека екстра нешто. факт е дека и јас често видете, јас сум преактивен на социјалните мрежи, нели да не кажам хиперактивен, и често пати го користам терминот дека да ние добар дел од нас не си ја сакаат својата татковина, како што кажете. Ова е дел од таа приказна. Значи, кога е нешто наше, јас мислам дека секој пат треба да биде ставено на пиедестал. Пиедесталот. Без разлика за што се работи. Да. Ако нашите сограѓани кои што се иселиле во западноевропските земји или каде и да се, таму ја почитуваат природата. За разлика од таму кога ќе дојдат овде, гледаме еден сосем различен пристап кон тоа. Така ли е, Томас? Така. Така да овде доаѓаме пак на една иста приказна. Ако е од Томас, не чини. Ако е од некој кој што не го ни знам, чини. Јас често пати еве вака дури се земам себе си за пример, да не биде нели дека некој го окарактеризираш некако. Ете ме ставиле таму кај што сум и оние кои што во минатото сум мислел дека се пријатели, гледаат на тоа некако баш него ли. Баш така. Ајде нека дојде некој друг кој што не го познам подобро отколку него. Најчесто е до вчера немаше леп да јаде, види го сега да, кај. кај нас постои се уште еден синдром на самоуништување, меѓутоа мислам дека лека полека овие новиве генерации го менуваат тоа. Јас тоа го препознавам со тоа што гледам дека добар дел од граѓаните ги препознаваат убавите работи. Ги почитуваат и сакаат да ги надградуваат. И тоа е она кое што ми дава стимул да продолжам. Знаете, оној кој што користи социјални мрежи често пати ќе најде на коментари кои што се многу безобразни, кои што се никаков дел од реалната вистина, меѓутоа ги има. Да. Сега јас како човек кој што сум некаков функционер, не ги бришам. И се трудам да граѓаните го видат тоа кој што некој ќе го каже или напише, затоа што не само што тоа не ме депримира, туку напротив ме стимулира да им покажам дека не се во право. Не може некој да напише за мене нешто, а не ме ни видел. Не ме ни познава. Може. Аха, и како може. Сега, како да ви кажам, и јас се трудам да, кога некој го знам, можам да дадам за него мислење, да дадам објаснување кој е, што направил. Меѓутоа, човекот не го знаеш и не можеш ти врз основа на тоа што бил, не знам, од некаде или бил член на некоја партија или што и да кажеш дека е ваков. Не. Бидејќи сте јавна личност и си дава право. Значи, јас знаете што викам, кога ќе дојдеме на вистинскиот пат, значи ние се трудиме да дојдеме на она, ќе дојдеме на вистинскиот пат кога криминалецот за сите нас ќе биде криминалец без разлика од која партија. А не да кажеме па се снајде човекот. Не, поларизирано е, ако е криминалецот од власта, сега не треба јас да го бранам затоа што е дел од мојата политичка партија. Напротив, ќе бидам прв кој што ќе го детектира како таков и треба да биде пример за тоа како не треба. Значи, ако некој ни дал на нас можност, пред се тоа се граѓаните. Ни дале можност да покажеме како треба. Тогаш ние треба да бидеме пример за однесување и за граѓаните. Да. Така да моето размислување во овој дел е такво и како што кажа Томас, за жал сметам дека се уште треба да работиме на овие теми и мислам дека лека полека ќе го менуваме и ќе ја менуваме и свеста кај граѓаните. Инаку еви повторно не знам нели кој пат ќе ги спомнам, пожарите во Македонија во изминативе години, не само во овие две, и пред тоа ги има во огромна бројка. Над 90% причинител е човекот. Да. Не се случува туку така и сега овие денови повторно сме под еден напад, би рекол, на некаква специјална војна и читам по порталиве се запали депонијата тајта. Не се запали. Не запалиле. Некој ја запалил. Ништо само. Мислам, тоа е приказна за мали деца, како што кажа, пак и во неговиот дел генетика нема за поправање, така да ниту 1% нема од пожарите во Македонија да се случајно настанати. Над 90%. Ништо не е случајно, само зависи како ќе се пласира во јавноста и како ќе се презентира истото. Па токму затоа јас да ви кажам искрено, пречесто сум во јавноста, дури и со вклучување во живо од одредени места каде што имаме акции, би рекол
пред се со справување со пожарите, дрвокраци и така натаму. Добар дел од јавноста го прифаќа тоа најнормално и добро. Добар дел ме обвинува, еве место да работиш, снимаш. Не, јас сакам да ви покажам од прва линија што е она кое што се случува. Да, реалната што е она кое што остава. Снимањето е работа. Така и Реално. знаете кога ќе се вклучиш во живо, не можеш тука да сечеш, да лепеш, да монтираш. Ова е тоа кое што го работиме. Ги споминавте дрвокраците, ќе се решили тој проблем, ќе се сумирали само оние кои што легално продаваат и затоа што имаме продажба пред продажба, на крај обичните граѓани кои ги користат дрвата како средство за топлина, повторно ја плаќаат можеби највисоката цена. Повторно ќе се вратам на истата приказна, значи свеста кај граѓаните, несакањето на сопствената држава, значи тие луѓе, иако апелираме, иако постојано јавно обзнануваме дека со самото тоа што неселективно ја сечат шумата, прават деценијски, би рекол, вековни проблеми. Значи ние како предпријатие работиме врз основа на одредени планови. Нели самата природа, знаете дека видите, и дрвото, како и човекот, како и секое живо битие, има нели свој век. Врз основа на тоа ние имаме планови 10 годишни, па после тоа повторно 10 годишни, врз основа на кои многу јасно е опишано кој дрвен вариетет каде е веќе застарен, треба значи тој да се оттргне за да дојде ред да младите изданци нели тргнат или да ги пошумиме и така натаму. Така да ние работиме врз основа на она кое што значи закон на природата. Тие кои што ги споменавте работат сосем спротивно. Оному каде што е лесно, оному каде што е достапно, она кое што е убаво, а за жал во природата ние кога ќе влеземе во еден оддел, го тргаме она кое што не чини, она кое што е искривулено, она кое што е скршено, за да оставиме простор на она кое што е убаво да ја даде убавата слика и да после нас кога ќе влезе некој тамо, види парк шума. Еве шетаат нели луѓето да видат нешто убаво во природата. Токму тоа е она кое што се случува и би рекол за да дојдеме до она кое што еве Александра го спомена, да застане таа приказна на дрвокраци, мислам дека пред се ќе треба да го смениме делот со казнаната политика. Премалку се казните, би рекол, за оние кои што веќе Јас имам ситуација во која што добар дел од судско-обвинителската фела ми се налути тогаш затоа што кажав дека тие се една алка од синџирот во која што се уште, да кажам, не е дојден моментот како што треба. Сум детектирал еден човек на кој што имаме поднесено 30 пријави. И тој пак е на терен, и пак работи, и пак краде. Затоа што, нели, неговото дело, предпоставам дека го зимале, не знам, прекршок, го казнувале со некоја сума, тој предпоставам дека нема ни сметка, не го интересира тој дел, може колку сакате да го казните, тој пак ќе си работи. Така да мора да направиме промени во овој дел. Да, и нешто морам поригорозно, како што кажавме, и финансиски казни, мислам, малку поголеми треба да се воведат. За да влие сето тоа на свеста. Да, кога зборуваме за свеста и за делување, би сакала еве и пак и да го прашам, затоа што спомнавме нели некако не си го цениме многу нашето, и некако многу знам дека со осудување тргаме и кон луѓето кои што можеби сака се преселат во странство, нели пак и ти имаш една таква идеја да заминеш од државата, нели што се деси што се случи. Се уште во Македонија? Да, се уште си тука, меѓутоа како еве затоа што ти на пример јас обожавам да те читам и да те слушам и навистина си еден од позитивните ликови на социјалните мрежи, каде што навистина можеш да научиш нешто, не е само да гледаш слики. Кажи ми каков е твојот став за менување свеста еве во вашата професија, онако што го работите и да, и онако што го зборувам за зошто ги судиме толку многу луѓето тука кај нас. Да, па мислам дека добро прашање. Мислам дека многу песимистички влеговме во оваа утринска програма, многу дадовме. Не, тоа е реалната слика сега. Ставивме многу акцент на тоа што не бива и треба па некогаш, меѓутоа многу работи ги бива во државата. Да. Свеста се како и со пожарите, така и со гојазноста и болестите поврзани со гојазност. Свеста се шири, се подобруваат нештата, особено младиве генерации ние носат таа свежина, тоа ново знаење, тој модернизам се случува и кај нас. Многу лесно да дадеме акцент и фокус на тоа што не бива кај нас. Моите искуства и доживувања со македонската публика кажуваат друго. Јас сум многу задоволен од, да кажам, од македонскиот менталитет и публика, особено со мојата работа. Особено младите генерации многу прифаќаат новитети, се случуваат промени. Кај старите генерации има маце потврди стари уверувања, некои генерацијски трауми и шаблони на размислување кои што потешко попримаат новитети, особено на тема фитнес, исхрана, имаат стари тешки уверувања од пред дигиталната ера и мислат дека тоа е тоа. Да.
И тука маце потешко ми е со нив кога работам. Треба така маце повеќе тегнење, меѓутоа со младата генерација тоа е полесно иде. Погладко бидејќи се не поинтелигентни, растат со повеќе информации и се понапредни. Така и со и со пожарите, мислам дека ако пробудиме свест, нема ни да има потреба до толку високи парични казни, ма треба да има, меѓутоа со будење на свеста човекот ќе свати дека тој пожар влошува и сопствен живот и тук и на своето дете. И штета на самите себе се правиме. Да, така да треба едукација, треба семинари, треба јавни собери, зборење на темите. Пак и да не се разбереме погрешно, како што беше приказано со шекерот и со Томас, и јас сум задоволен генерално од публикава. Да, мислам од граѓаните, не дека јас Има подобрување сега. Јас видите, јас имам моја фан страна на која што имам 90.000 следбеници. Кога јас ќе пуштам видео или слика, имам преку 100, 200 па и 500.000 прегледи, така да луѓето се интересираат за ова кое што го збориме. И да се менува Тоа и сега да кажам, менталитетот. дека има добри и лоши страни. Генерално мислам дека сме на вистински пат, значи не дека е нели како што кажавте она црно. Песимистички. Да, меѓутоа мора да работиме. Знаете како викаат, ако не дај Боже, ако една будала направи еден проблем, 100 паметни не може да го решат. Да го решат. Ние мора да стигнеме Најчесто далеко така. во приказнава да буквално граѓаните ги препознаваат негативните и да кажат ова што го правиш не е Не добро. чини. Да не чека да дојдам јас или полицаецот Така. да му каже, туку граѓаните, знаете како е Самосвесност, во Западна Европа, оној кој што ќе фрли отпушок од прозорот, доаѓа оној кој што е позади него околу и му вика земи си го. Да. Така, ќе зборуваме малку повеќе за убавите Прашањето работи, не да не ќе испадне дека зборуваме само за негативни работи, ќе направиме на краток блок на реклами, па се враќаме за кратко.